Почитувани граѓани, јавното обвинителство мора да се тргне од предгратките на Заев и од криминалниот клан и конечно да почне да си ја врши функцијата за која што е овластено, а тоа е гонење на криминалот. Почитувани, за денот на гласањето посочивме на низа нерегуларности, аргументирано и со докази за кршење на молкот, лажно представување, злоупотреба на телефонски броеви, кол-центри на СДСМ, потоа основано сомнение за полнење на кутии, лажирање на резултати, насилство врз наблюдувачи, а од него, од јавниот обвинител Јовески, ниту глас. ВМРО ДПМН постојано поднесува кривични пријави за кривични дела против изборите, за кои јавното обвинителство треба само по службена должност, екс официо, веднаш сами да отворат истрага. Ама јавниот обвинител го нема. Јовески имаше 2 недели од како беше поднесена кривична пријава против Зоран Заев за подкуп и поттикнување подкуп во изборни цели со докази кои што сите ги видоа, искажани лично од Заев на јавна сцена на трибина во Крива Паланка со јасна порака и мотивација за подкуп на избирачко право. Поднесена од ВМРО ДПМН на 15 септември. Јовески и јавното обвинителство не мрдна со прст целиот период, иако времето, деновите до референдумот беа круцијалниот момент. Дури како партија побаравме и навремено известување дека се преземени постапки, ниту тоа го немаше. Референдумот заврши во такви криминални услови, а Јовески не мрдна со прст. Почитувани, сите нерегуларности во врска со референдумот, сите индиции за криминални изборни дејства мора да бидат истражени. Но за тоа е потребен избор на нов јавен обвинител по предлог на опозицијата. Треба брза смена на републичкиот јавен обвинител. Почитувани, криминални избори не смеат да се повторуваат, сторителите на вакви криминални однесувања мора да бидат изведени пред лицето на правдата. Ако тоа не се случи, повторно ќе ни се случуваат криминални избори. Тоа може би се европски вредности за власта, но не и за Република Македонија. Затоа, Република Македонија мора да има јавен обвинител кој што ќе биде кредибилен да ги истражи сите овие случаи и обвинувања, за да можат граѓаните да веруваат на институцијата и тоа што ќе излезе од таму, на вистина да се верува дека е така. Ви благодарам.